И почитувани, еве сме назад во студиото. Веќе најавив и во текот на вестите дека ќе имаме гостин во овој информативен блок. Со мене во студиото е универзитетскиот професор Александар Климовски. Добро вечер, добре дојдовте во вестите на телевизија Нова на ваков ден, прегласување во ТРЦ. Гласањето заврши, можевме да видиме и од нашите колеги, ни известуваа во живо оттаму. Според неофицијалните информации се уште, излезноста е некаде 420 гласачи. Ке стартуваме со ред. Прво една ваша оценка, како помина гласањето во ТРЦ денеска, според сите информации, тоа оценето е дека поминало во мирна, фер и демократска атмосфера. Добро вечер и благодарам за поканата. Гласањето во ТРЦ вака беше доста интересно во жижата на јавноста и во исчекување бевме 2 недели. Мене ми е драго што гласањето помина во најдобар ред, регуларно, без речиси ниту еден инцидент, со оглед на тензичноста би изминативе 2 недели што беше околу, особено последнава недела, по она расправа во ДИК, произнесувањето од страна на ДИК и од страна на Управниот суд за прегласувањето во ТРЦ. Драго ми е што регуларноста беше на едно многу високо ниво, впрочем како што беше регуларноста и на целокупниот изборен процес од 11 декември. И ја спомнат излезноста, таа е негде во рамките на онаа излезност која што беше и минатиот пат на 11 декември. Од 404 имавме 11 декември, се имаме 402 гласачи. Очекувам поради таквата излезност и да нема некоја поголема промена околу изборниот резултат, иако разликата од 308 гласа која што ја бркаше СДСМ на ова изборно место за да направи преземање на еден пратеник, тоест да добие таа 4 пратеники, а ВМРО да биде со 3, е многу тешка битка. Многу тешко, со оглед на оваа излезност. Па ева и официјалните информации, можеме да ги кажеме од Државната изборна комисија до 17 часот. Значи, ова кажувам дека се официјални информации, излегле 377 лица, во споредба со 11 декември 350 лица. Да, практично се работи за, да не речеме, идентична излезност. Меѓутоа, внатре во самото избирачко место имате така фрагментирано гласачко тело, кое што беа нели најавувани очигледни комбинации помеѓу одредени гласови и така натаму, што не верувам дека ќе се реализира. Гласачите во ТРЦ, впрочем како и сите македонски гласачи, имаат високо изразена свесност за тоа што значи еден легален и легитимен изборен процес и се надевам дека тие нивни гласови кои што ги дале за своите партии повторно ќе ги повторат. Тоа се моите очекувања. Што значи дека таа разлика од 308 гласа плюс во однос на ВМРО, СДСМ го става опозиција на невозможна мисија. Сакате да кажете дека избирачите, односно гласачите од ТРЦ не потпаднаа на оние провокации изминатиот период од дел од политичките партии, имаше агитирање на терен, имаше такви информации. Па не верувам, бидејќи во теков на овој целокупниот изборен процес и особено преку изборните резултати бевме сведоци на испливување на сите оние антидржавни најави, проекти кои што Зоран Заев ги најавуваше во текот на изборната кампања, впрочем како и овие 2 години од кога ја држи државата во едно заложништво, во една криза, и не верувам дека и овие граѓани потпаднале под одредена притисок кој што е правен, кој што би можел да биде направен од страна на одредени структури во одредени политички партии. За мене тоа е невозможно, се работи за една микросредина, каде што секој со секого се знае и многу е тешко да направите вие скор на 402 или 3 гласачи плюс 308 за СДСМ, а ВМРО да стои во место. Мислам, мене тоа ми изгледа, повторно ќе ви кажам, на невозможна мисија, иако оставаме во рамките на, ајде да речеме, теоретска некоја можност, да видиме ДИК кога излезе со конечни резултати од ова избирачко место, што можеме да очекуваме. Овде беше борба за еден пратеник.
да се земе од страна на ВМРО и да СДСМ добие плюс 1 пратеник и на тој начин да имаме 50-50 пратеника во собранието, што повторно не му дава некоја предност на СДСМ во однос на доделувањето на мандатот. Но прашањето би го ставиле да речеме подоцна да го коментираме кога ќе дадат резултатите од страна на ДИК. Така, но дали очекувате идентични резултати, затоа што споменуваме тука идентична излезност, дали очекувате идентични резултати? Искрено да ви кажам, очекувам приближно слични резултати, не можам да, бидејќи имаше многу најави, многу информации околу дејствување на одредени партиски јуришници од страна на СДСМ во ТРЦ, што впрочем бевме и сведоци од медиумите и од порталите и така натаму, дека агитираат на одреден ваков или онаков начин. Можеме да очекуваме некоја не би рекол идентична, но слична ситуација. Но сепак излезноста од 50 и нешто проценти, односно 402 гласача, создава ситуација на невозможна мисија на СДСМ да во таква ниска излезност стекне предност во однос на ВМРО ДПМН повеќе од 308 гласа. Колку е сега важен односот на партиите кон постигнатите резултати? Па важен е сега краткорочно и долгорочно гледано. Краткорочно е важен за да вие сте во предност да го добиете мандатот за состав на нова влада. Понатаму соодносот на бројките помеѓу партиите укажува дека ако ВМРО би имало 51 пратеник, а одредена партија од албанскиот блок, тоа е ДУИ, освоила 10 пратеници, победниците од едната и од другата страна повторно се во позиција да создадат, да соберат доволен број пратеници да изберат влада. Тоа е со најверојатно приклучување со уште една албанска партија за да имате така некое постабилно мнозинство. Тоа е на краткорочен период известно, а на долгорочен овака план резултатите очигледно укажа на голема легалност, силен легитимитет даден поради огромниот процент на излезност на ниво на целокупна држава, силен легитимитет на победникот и шанса победникот да продолжи со реализација на оние политики кои што веќе ги тераше наназад подолг временски период, особено во сферата на економијата. Но резултатите укажуваат и на нешто друго. Укажуваат дека македонскиот гласач е свесен за државноста, свесен е да каже не на одредени антидржавни политики кои што беа создадени со најавите за воведување на кантонизација, преку кантонизација и федерализација на државата, значи губење на унитарниот карактер, како и воведување на двојазичноста. Значи граѓаните, очигледно мнозинството граѓани кажаа не. Јас се извинувам за држате, а мислата ќе продолжиме веднаш. Од режија ми информираат дека започнува пресконференцијата на Петре Шилегов. Добар е кадрот? Можеме? Може, колеги? Може. Добро вечер, со гордост можам да кажам дека граѓаните на ТРЦ се приклучени на остатокот на граѓаните на Република Македонија и вечерва гласаа за промени, гласаа за живот во Македонија, без оглед на притисоците кои што беа присутни во изминативе неколку дена, излегоа храбро, достоинствено и кажаа дека е доста, дека и тие како и остатокот од Македонија бараме живот во оваа држава, одговорни институции, одговорна влада, влада која што ќе одговори на потребите на Република Македонија. Од овде од ТРЦ ќе ја послушаме пораката која што испратија теарчани, таа е иста како што испратија остатокот од граѓаните од Република Македонија, а тоа е дека ќе има во Република Македонија одговорна влада, влада која што ќе ги воведе демократските промени во државата. Во Македонија ќе има влада, одговорна, институции кои што ќе одговараат на потребите на граѓаните. Во Македонија ќе има ново владино мнозинство. Ви благодарам. Поведете прашање. Господине Шилегов, со оглед на тоа што овој резултат не го менува
не ги менува мандатите. Дали тоа значи дека СДСМ сепак веќе е во преговори со некои од партиите, има мнозинство? Кажав уште на почеток на ова мини кампања од 3 дена дека гласањето овдека е повеќе символично и не влијае во политичка смисла на зборот на тоа кој ќе состави владата. Владата ќе предводи Социјалдемократска сојuz на Македонија. Дали имате веќе преговори со Чекавме да завршат разговори, да гласањето, откако ќе заврши гласањето, ќе биде соопштено на јавноста кои се понатамошните чекори. Дали овие резултати ќе ги прифатите? Она што знам тоа е дека ова е последен пат со криминално подземни методи да се извитоперува волјата на граѓаните при гласањето. Тоа е нешто што се случуваше во ТРЦ во изминатите денови. Но вашиот политички противник веќе прогласи победа пред 20 на минути. Груевски рекол, Груевски порекол. Груевски рече дека ќе ги бойкотира изборите, па гледате дека овдека масовно учествува и со подкупи, со закани, и со заплашување. Зборот на Груевски во политиката веќе не значи ништо. Груевски во политиката е минута. Како ги сватите заканите за некоја политичка криза, за бойкот на институција од страна на Бранешев Груевски? Па мислам дека има желба да бойкотира работата на правосудните органи, бидејќи тоа е единствената негова желба и единствениот сушност негов реален страв. Во Македонија немаме политичка криза, во Македонија имаме криминална криза на криминално раководство на ВМРО ДПМН. А дали сметате дека вашето присуство овде на изборниот ден и претходно влијаеше на некој начин излезноста да биде помала за 2 гласачи од претходно од 11? Моето лично присуство. На представници од Социјалдемократскиот сојуз? За разлика од нашиот политички опонент кој што се занимава со криминално подземни активности за време на изборите, ние транспарентно овдека раководевме со работата на штабот за организирање на гласањето на ова избирачко место. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, благодарејќи на храброста на граѓаните на ТРЦ, оствари резултат кој што е за 170 гласови повисок од колку на гласањето на 11 декември. Благодарам. Ја слушнавме изјавата на Шилегов. Господине Климовски, ја слушнавме заедно оваа изјава. Тој го оцени гласањето во ТРЦ како символично. Па очигледно Шилегов како и неговиот шеф Заев даваат контраверзни, контрадикторни изјави. За нив ТРЦ беше битка на се или ништо. Очигледно од кога не можеа да ја добијат трката со ВМРО ДПМН и во ТРЦ, односно како што не можеа да ја добијат во 5 од 6 изборни единици на ниво на цела Република Македонија. Ја слушаме оваа, како да ви кажам, една смушена изјава дадена во немаки. Да се смени волјата на гласачите со одреден, како што милува да кажат, инженеринг изборен. И нормално е дека оној кој што губи, како што е во конкретниот случај СДСМ во ТРЦ, нормално и да вакви изјави дава. Ова е изјава на губитник, на олицетворение на губитник, значи на СДСМ како губитник во ТРЦ, како што прочем бе губитник и на цела територија на Република Македонија. А тоа дека владее со Република Македонија криминална, мафијашка, таква и онаква организација или структура и така натаму, дека е во канџите на одредена фамилија, како што 2,5 години не труева, паѓаат во вода тие тези. Тие тези веќе не поминуваат кај народот. Народот, мнозинството, би рекол, македонски гласачи, го кажаа не на вакви изјави, вакви ставови, ваква политика. Македонските гласачи, впрочем и граѓаните на Република, мнозинството граѓани на Република Македонија, сватија дека се работи за една антидржавна, платеничка, би рекол, политика која што ја спроведува СДСМ под покровителство на одредени центри, одредени think tank организации и така натаму, и одредени нивни представници, чие што тука присуство треба малку нашиве органи да го приспитаат околу нивното присуство. Понатака се работи за ситуација кога имате на едната страна
губитник и на другата страна победник. Се работи не за апсолутни победници и губитници, впрочем резултатите укажуваат и на одредена поделеност. Меѓутоа, поделеност која што, како да ви кажам, не ја доведе во ситуација унитарноста, фала Богу, не ја доведе во ситуација унитарноста на државата и воведување на кантонизација и двојазичност. Останува политичкиот систем и државното уредување, предпоставувам, во на еден подлог временски период, константно, вака како што е веќе определено во рамките на уставните решенија. Така, но и со еден глас губитник е губитник, победник е победник и тоа е тоа. Што мислите кои се следните чекори на СДСМ? Токму имаше и такво прашање, рекоа дека ќе информираат во следните денови. Заев најавуваше доколку изгуби на изборите дека ќе си поднесе оставка. Очекувате ли вакво нешто или дали се можни и приговори до ДИК? Прво, во земји со повторни приговори зборувам за. Да, во земји со развиена парламентарна демократија, како што и нашата, или кон која што и ние тежнееме по тие принципи да институциите на системот и на политичкиот систем функционираат, не е непознато да имате победници со многу мал процент на гласови од вкупно излезените гласачи. Значи, бевме сведоци на ние истории во Италија, па и во Соединетите американски држави и во Германија, каде што со многу мал процент на разлика победникот е победник, а губитникот пружа рака на победникот. Она што еден губитник, како што е СДСМ на овие избори, треба да стори е да пристапи кон себе критика, самокритика, кон реформирање внатрешно партијски, кон држање на зборот. Тоа значи дека Зоран Заев како лидер на таа политичка партија која што ги изгуби овие избори, треба да си остане на зборот барем еднаш во животот и да пред органите и телата на партијата ја понуди својата оставка. Конечно, кај сите губитници мора да постојат и треба да постојат одредени кадровски, односно персонални промени. И сметам сепак дека на Република Македонија СДСМ не ваков како што е, но кадровски реформиран и е потребен на Македонија заради таа парламентарна демократија и заради контрола врз власта од страна на опозицијата нормално. Она што во моментов пристигнува од терен е дека ни јавуваат дека останува 51-49. Очекувано беше, значи македонските граѓани, македонските гласачи, како што впрочем и на цела територија на Република Македонија, така и во ТРЦ, и уште еднаш ја потврдија свесноста и битноста, свесноста за државноста, битноста на овие избори за зачувување на унитарниот карактер на државата и би честитал на мирниот процес на гласање, а овие резултати се само одраз на волјата на гласачите во ТРЦ. Жал ми е што се сведовме во очекување на ТРЦ да ни го даде конечниот резултат, меѓутоа демократските процедури, правните процедури налагаат да првин во ДИК се разгледува одредени спорни елементи околу изборниот процес, па управниот суд решаваше, значи на најдемократски начин преку институциите на системот се водеше оваа битка за легалитет, давање на легалитет на овие избори. Мислам дека ставен е веќе печат на легалитетот на овие избори. Да имаше било какво нарушување, да имаше било каков доказ за било што обвини Шилегов, неосновано по мене, така од ракав да укажува дека имало криминални структури и така натаму, а знаеме дека тој беше таму на терен заедно со одредени високи функционери на партијата, би рекол денонокно. Да се го обвинува и така натаму, мислам дека не држи, мислам дека со ова е ставен крај, печат на изборниот процес и веќе се знае кој е победник, кој е губитник. Сите меѓународни фактори ги оценија овие избори, впрочем и меѓу другото како фер, регуларни и демократски, како едни од најдобрите избори спроведени досега. Така, регуларноста, значи легалноста и легитимноста на овие избори генерално веќе беше потврдена и од страна на сите наблюдувачи, од страна на меѓународната заедница која што е кај нас присутна, и од страна на оние 600-700 наблюдувачи од ОПСЕ кои што дојде и од ОДИХР, кои што едноставно кажаа дека се работи за избори од европски ков, по европски терк и со манир на
како да ви кажам, развиена парламентарна демократија и политичка култура кај нас во Република Македонија. Едни од најчистите и најфер избори било кога. На самиот ден збориме и предходно. Предходно за да ги се одржат овие избори, значи бевме сведоци на низа, како да ви кажам, барања, удоволувања кои што ги испорачуваше СДСМ, а кои што институциите на системот ги удоволуваат тие барања. И ја мислам дека после ова не гледам ниту една причина зошто некој би ги оспорил овие избори генерално. Еве со овие резултати се уште неофицијални, во очекување сме на Државната изборна комисија и пресконференцијата, ќе споменам уште еднаш, најавена е за во 21 часот и 30 минути. Дали очекувате дека ќе се формира и Македонија ќе има една стабилна влада? Резултатите се... Знаете зашто ве прашувам? Во изминатиот период има секакви информации дека нема да биде стабилна таа влада, па не очекуваат повторно изборен процес. Кои се вашите гледишта? Ќе има ли Македонија со овие резултати стабилна влада? Може да има влада, да. Стабилна би можела да има, доколку бројката на пратеници би била негдека 65-66 во собранието. 61 е оној минимум кој што е потребен за да една влада биде стабилна, односно биде избрана. Не верувам дека набрзо сега би требало да се оди на нови избори, бидејќи на граѓаните на вистина им прекуглава да во еден краток временски интервал идат од избори, не избори, председателски, овакво парламентарни, локални, така натаму, па предвремени вакви, такви, слично, локални се следуваат. Преку глави име, иако сега во таа постизборна комбинаторика за состав на нова влада, отворени се многу опции. ВМРО ДПМН беше најавено од раководството дека останува на браникот на државните интереси, основните државни интереси, тоа е унитарноста на државата, името, непроменливоста на името, што значи дека било какви барања на тие две полиња, кои што се од највисок државен интерес, би можело да значи коалицирање со одредена друга страна. Кај Зоран Заев очигледно и кај СДСМ не постои пречка да коалицира со било кого. Мене вака ми изгледа тој човек како Фауст, кој што ја продал душата преку Мефистофел, ја продал душата на ѓаволот, едноставно би можел да коалицира очигледно со било кого, газејки ги основните интереси на државата, не водејќи сметка за нив, па би рекол на граница на еден чин на велепредостоп би отишол. За разлика од тоа што ВМРО ДПМН е јасен, беше во тоа кои се државните интереси на Република Македонија, преку кои што не може, кои што се црвени линии, преку кои што не може да премине во коалицирањето со било кој албански фактор. Го споменавте и вие албанскиот фактор. Може ли да ги искоментираме малку случувањата во албанскиот блок? Мендух Тачи си поднесе оставка. Да, што се случува во албанскиот блок? Значи, албанскиот блок уште пред изборите се парциализираше, доста се фрагментираше. После тоа политичко нивно партиско фрагментирање ќе треба да следи еден процес на седиментација на таа сцена, да се приспитаат што им се случи, особено на ДУИ што му се случи со овие избори, зошто од 19 пратеника 2014 година падна на 10 пратеника во 2016 година сега. Кои беа причините дел од нивниот електорат да гласа наместо за нив или за партиите од албански блок за СДСМ? Кои беа причините? Дали причините беа под маса, издействувани, или беа причини кои што се оние лажни ветувања на Зоран Заев за двојазичност, воведување на двојазичност или кантонизација и слично, останува тие самите да се приспитаат и да донесат заклучоци како и што и понатаму да прават. За мене ДУИ е моментално победник во албанскиот блок.
И легитимно е на БЕСА да не влегува во коалиција со ДУИ, односно во влада и принципијално страна на БЕСА да не влегува во влада каде што би била ДУИ. Но ДУИ моментално, гледано вака, по бројките и по бројот на мандатите освоени, е победник во албанскиот блок, не апсолутен, меѓутоа е победник по бројот на пратениците. И ВМРО, ДПМН и ДУИ се во можност сега да состават влада со 61 пратеник, засилен со уште неколку пратеника, за да може да Таа ли ќе продолжи. биде таа комбинаторика? Очекувате дека Па не може да биде друга комбинаторика. Едноставно не може да биде друга комбинаторика. Бидејќи, како да ви кажам, ВМРО, ДПМН без ДУИ со останатите албански партии многу тешко е да формира влада или ќе биде подложена на големи барања, максималистички барања, преку кои што не може да помине како партија пред македонските гласачи, од кои што доби таа доверба од 455.000 гласови. Единствено станува ДУИ, како партнер со уште една партија, најверојатно, сега не можам да шпекулирам, да може да состават една влада која што би имала легитимитет да може да тера понатака во водењето на државата во еден период посакуван од 4 години, но бидејќи ние не знаеме на дневна основа што се случува, така да за 4 години многу е тешко да се прогнозира дали таа влада би можела да обстои како таква 4 години. Иако во наредните избори верувам дека голем дел од албанскиот електорат својот глас сигурно нема веќе да го даде за СДС, за СДСМ. Од многу причини. Од кои причини? Па од причини што овдека веќе самите сватија дека дадоа глас на човек кој што не може да ги реализира. Така бројките покажуваат но една 70.000, 60-70.000 гласа албански. 70.000 албански гласа Да. за СДСМ се една значителна бројка. Да, прво сватија дека нема да може македонскиот фактор, но тоа не го дозволува, со 455.000 дадени гласови за ВМРО и за коалицијата за подобра Македонија, не може да ги дозволи тие максималистички барања што албанците ги бараат. Ги имаат, да речеме, кој што Зоран Заев како Фауст би рекол повторно, се обиде да им ги даде на како лажно ветување. Ветување кое што не може да биде остварено. Прво, затоа што тоа ветување за двојазичност и за кантонизација е прашање за референдум. Не е прашање за парламентарни избори. На референдум на ниво на цела Република Македонија, вие тоа прашање да го ставите за двојазичност, па поише од 30% нема да добие за, а со огромно 70% ќе биде против. Значи, ветување кое што албанците знаат дека не може да се реализира. И моментумот кој што е одбран сега за нешто такво е големата лага која што Зоран Заев сакаше да ја продаде кај албанците. Самите знаат дека тоа е невозможно да се реализира. Прашањето за кантонизација е исто така прашање на невозможна мисија. Тоа задира во унитарниот карактер на државата. Вас ви треба да го промените уставот, бидејќи уставот Република Македонија е дефинирана како унитарна држава. Да го промените уставот, за да го промените уставот, вас ви треба 2/3 од вкупниот број пратеници, 2/3 гласови од вкупниот број пратеници во собранието. Повторно е невозможна мисија. Мене ме зачудува таа леснотија на албанските гласачи, па и мотивот кој што можеби ние не го гледаме се уште, а можеби од лукративен карактер, да ги дадат своите гласови на овие избори. Не верувам дека на ниту едни избори. Еве, држете ме за збор. Ке дојат локалните избори за 4-5 месеци. Јас ви гарантирам дека СДСМ вкупниот број на гласови нема на овој вкупен број на гласови одземете му 70 до 100.000 гласови. Бидејќи зашто кажувам 70.000 плюс уште 30.000 македонски гласови. Затоа што луѓето сватија и тие што гласале за СДС. Јас имам луѓе кои што ги знам кои што гласале за СДСМ. Се покајуваат јавно дека биле доведени во заблуда и во измама. Кога видоа дека 70.000 албански гласови биле преминаа во СДС. Се работи за действување од страна на Зоран Заев против унитарноста и македонскиот јазик генерално, за кој што и македонците во СДСМ не се Заев што го согласуваат. направи на овие избори ја изгуби довербата кај македонското гласачко тело. Дефинитивно тоа ќе го видиме, држете ме за збор на наредните локални избори.
И сега е во ситуација најлоша. Значи, СДСМ како партија и Зоран Заев како лидер на таа партија се во многу лоша ситуација. Прво, не се победници на овие избори, туку се губитници, со ветувања огромни на штета на македонската држава, а за сметка на албанската заедница. И затоа казната на локалните избори ќе им дојде токму од македонските гласачи. Ке ве прекинам. Тука од режија ми информира дека колегата Александар Видиновски го имаме на линковска врска од ТРЦ, побара вклучување во овој информативен блок. Александар, добро вечер, доколку се слушаме, ние во живо имавме можност да ја проследиме пресконференцијата на Петре Шилегов. Тој ова гласање во ТРЦ, денешно гласање во ТРЦ го оцени како символично. Го оцени како символично и покрај тоа што првичните резултати покажуваат дека по се изгледа неофицијално бројот на мандати ќе остане ист, односно 51 за ВМРО ДПМН и 49 за СДСМ. И покрај ваквиот исход неофицијален, знаеме дека разликата според оние првични неофицијални резултати е само околу 100 гласови, секако што не беше доволно за онаа бариера од 304 гласа за да има евентуална промена или изедначување на мандатите меѓу двете најголеми политички партии во земјава. Сепак Петре Шилегов заклучи дека Македонија гласала за промени. Како и да е, избирачкиот одбор се уште се наоѓа тука во школата позадиме во селото ТРЦ. Предпоставам дека мора да ги завршат сите оние формални работи околу пребројувањето конечно на гласовите, потоа избирачкиот материјал и записникот се праќа до Државната изборна комисија, која што секако има законска должност да ни ги соопшти и тие официјални информации. Како и да е, веќе известувавме до ние неофицијални резултати повтореното гласање, сепак резултатот во мандати ќе остане ист. Елена, како и да е, екипата на телевизија Нова ќе остане тука во село ТРЦ, ќе се вклучиме уште еднаш во 22 часот да го заокружиме со комплетната информација овој изборен ден во ТРЦ. Видиновски, само уште едно прашање, дали можеби имаш сознание за најава на пресконференција на ВМРО ДПМН? Барем тука во ТРЦ нема таква најава, единствената најава е пресконференцијата која што можевме да ја проследиме во живо на Петре Шилегов. Од ВМРО ДПМН за сега не најавиле дека ќе имаат некаква изјава овдека на ова гласачко место, односно во селото ТРЦ. Претпоставам дека до тоа доколку се случи ќе биде сепак во Скопје. Така, сигурна сум дека ќе биде во Скопје. Ти благодарам, Александар, за овие информации. Во продолжение тука би ја повикала уште еднаш да ја погледнеме изјавата на Петре Шилегов дадена пред 15 минути во ТРЦ. Од овде од ТРЦ ќе ја послушаме пораката која што испратија ТРчани. Таа е иста како што испратија остатокот од граѓаните од Република Македонија. А тоа е дека ќе има во Република Македонија одговорна влада која што ќе ги воведе демократските промени во државата. Во Македонија ќе има влада одговорна, институции кои што ќе одговараат на потребите на граѓаните. Кажав уште на почеток на ова мини кампања од 3 дена дека гласањето овдека е повеќе символично и не влијае во политичка смисла на зборот на тоа кој ќе состави владата. И еве сме назад во студиото, ја слушнавме изјавата дадена пред малку на Петре Шилегов. Денешното гласање во ТРЦ го оцени како символично. За крај, господине Климовски, да го заокружиме овој дел, оваа анализа, овој дел од нашиот разговор. Дали очекувате, еве јас од изјавата што можевме да ја видиме од Шилегов, дали очекувате демократски да се честита на победникот вечерва? Искрено да ви кажам, иако се уште не е официјално, или очекуваме официјална пресконференција? Искрено да ви кажам, не очекувам од ова раководство на СДСМ, посебно од губитникот Зоран Заев, да честита победа на македонските гласачи, на македонскиот народ, кој што гласаше за ВМРО ДПМН, во полза на ВМРО ДПМН на овие избори. Меѓутоа, не можам да го видам сценариото кој што очигледно веќе му бега од рака за оспорување на било какви резултати од овие фер, регуларни, кредибилни, како што сакаат европјаните да ги кажат, избори, што се случува во Република Македонија. Задоволен сум што прво имаше голема излезност, која што го дига легитимитетот на овие избори. Легитимитетот на победникот на овие избори е многу висок, кој што
прво треба да даде легитимитет, дава силен легитимитет на победничката партија, односно победничката коалиција на овие избори, и дава легитимитет за продолжување на функционирање на сите институции на државата во смисла на сформирање собрание, избор на влада, работа нормална на судови, правосудството и така натаму. И продолжување на реформите во економијата, кој што продолжување на инвестиционен циклус кој што веќе е длабоко тргнат во длабока фаза, продлабочување на инвестициите во Република Македонија и подобрување на благосостојбата, економијата нормално, благосостојбата на граѓаните кои што живеат тука. Бидејќи доста име на граѓаните од избори, од вакви типови на малтретирање кои што ни беа приредувани 2,5 години со силна кулминација во последниве 20 на дена од изборниот процес. И мислам дека треба да работиве да се нормализираат, иако повторно ќе кажам, не знам сценаристот што ќе му дошепне на лицето Зоран Заев како да изигра во еден ваков губитнички, да речеме, во една ваква губитничка позиција. Јас се надевам, значи би посакувам како граѓан на оваа држава тој да излезе да честита. Меѓутоа не верувам дека тој тоа ќе остори. Избори за крај на политичката криза. Крај ли е на политичката криза после овие избори? Би требало да биде крај. Ја посакувам да биде крај, иако ќе кажам дека крај на одредени процеси кои што 2,5 години траат силно во Република Македонија, тешко може да се случи преку ноќ. Преку ноќ може да се случат процеси на завршување на политичката криза, доколку идната влада продолжи силно со реформите и направи анализа на правосудниот систем и отстрани одредени аномалии во тој правосуден систем, кои што се произлегуваат од Пржинскиот договор. Се додека Република Македонија е на стаклени нозе како правна држава, токму поради такви одредени договори, политички договори кои што силно влијаеа врз политичкиот систем и правниот систем во Република Македонија, како импланти останат закопани во нашиот политички систем, се додека крајна криза не можеме да кажуваме дека ќе дојде. Крајна криза доаѓа со отстранување на имплантатите од ткивото на политичкиот систем и анализа сериозна на правосудството и отстранување на дефектните институции и противуставните закони од правниот систем и генерално од политичкиот систем во нашата држава. Господине Климовски, ви благодарам за вечерашното гостување во информативниот блок на телевизија Нова. Почитувани, веќе во 21 часот и 30 минути споменав неколку пати е најавена пресконференцијата на Државната изборна комисија и официјалните резултати од денешното гласање во ТРЦ. Ќе ја пренесуваме во целост, а веќе во 22 часот нов информативен блок. Останете на телевизија Нова.